Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училницата на Едуино. Моето име е Елизабета Теодосиевска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Јана Москоменски од Скопје. Денешната лекција е намената за 9-то одделенците. Насловена е со Крсте Петков Мисирков живот и дело. Значи денес треба да научиме кој е Крсте Петков Мисирков и зошто е тој важен за нашиот јазик и за македонската литература. За денешната наставна единица ќе ви бидат потребни вашата тетрадка по македонски јазик, некое средство за пишување и учебникот по македонски јазик. Доколку го користите овој кој што го имате на вашите екрани, тогаш свртете ја страницата број 7 или 8. Сега, пред да почнеме, со краткото подсетување, бидејќи ќе раскажуваме за животот и делото на Крсте Петков Мисирков, би било пожелно и убаво е вие во вашите тетрадки, додека зборувам јасно, да го прекинувате од време на време видеото и да се запишувате некои поважни податоци од неговиот животен пат. Прво, да се подсетиме на некои наши претходни знаења за македонскиот јазик во почетокот на 19 век, какви се условите во кои се одвива животот на македонците во почетокот на 19 век и што се случува во тој 19 век. Почетокот на 19 век е периодот на просветителството во Македонија, па да се подсетиме на просветителите Јоаким Крчовски и на Кирил Пејчиновиќ Тетовец, кои што први го внесуваат народниот јазик во литературата, со тоа што ги преведуваат верските црковни книги на народни говори, кои што тие ги познавале и кои што им биле домашни. Јоаким Крчовски на Кривопаланечки, Кирил Пејчиновиќ на Тетовски одговори така натака и со тоа придонесувале црковната литература да ја приближат до народните маси. Во тој период се појавува и тенденцијата да се направат некакви учебници на народен јазик, на македонски народен јазик, од учебникарите познати ни се Ѓорѓе Пулевски, Јордан Хаџи Константинов Джинот, Партени Зографски и така натака. Сите се обидувале да напишат некоја граматика, да напишат некој речник, кој што ќе биде корисен за македонците и за нашите тогашни првични училишта. Во тој период нормално е дека напоредно со пишувањето на учебниците, тие треба некаде да се отпечатат, се појавуваат и првите печатници, од македонци. Првата е во Солун, направена од Теодосиј Синајцки, односно отворена од Теодосиј Синајцки, и втората е отворена од Даскал Камче. Други одлики на македонскиот 19 век. Тоа е период кога се буди националната свест. Не само во Македонија и пошироко на Балканот, сите народи си ги бараат своите национални корени, своето минато, се свртуваат кон народните обележја на народот и така натака. Има големи напори во тогашен период, за ослободување од турското робство, така што во тој период и србите се ослободуваат, и бугарите се ослободуваат од влијанието на грчката цариградска патриаршија на културен план и така натака. Тоа време, на сеопшт интерес кон националноста, се вика време на преродби и на романтизам, на светското движење културно, уметничко и така натака, насловено под името романтизам, во кое што интересот се појавува кон народното творештво, се отвараат училишта во кое што се учи на македонски народен јазик и така натака. Попознати творци, односно автори од овој период, Миладиновци, браќата Миладиновци, Димитрije Константин, Марко Цепенков, Кузман Шапкарев и други. Друго подсетување за овој 19 век. Интересно е што тогаш во тој период ние сме немале свој национален, односно литературен јазик, така што авторите кои што творат во овој период пишуваат секој на својот локален дијалект. Миладиновци се од Стругапаст, пишуваат на охридско-струшкиот дијалект. Цепенков исто така, Жинзифов велешки, па со мешање на некои бугарски приливи и така натака, Прличев охридски, чернодрински и така натака. Меѓутоа, заедничко за сите овие творци од нашиот 19 век е стремежот за изградување на еден посебен македонски литературен јазик. Како се движи прашањето за идниот наш литературен јазик, каков треба да биде, на чии основи треба да се изгради и како тој треба да се направи и така натака, по однос на ова
како и поднос на сите останати прашања, нели македонската интелигенција малку се дели, така што се појавуваат две гледишта во однос на тоа како треба ние да го конституираме нашиот иден литературен јазик, како треба да го изградиме. Првото гледиште околу кое се групира еден дел од македонската интелигенција е она која што се ангажира јазикот, нели, кој што ќе се изгради новиот литературен наш јазик, да биде врз поширока дијалектна основа. Што значи тоа? Тоа значи да се изгради некоја коалиција, односно некој заедништво со некој соседен балкански јазик. Например, со србите, со бугарите, со русите и така натака, значи да се направи некој македонско-бугарски, македонско-српски и така натака, или пак некој јазик со поширока дијалектна основа. Второто гледиште околу кое што се ангажира македонската интелигенција е за јазик кој што ќе се изгради врз основа на нашите западно-македонски дијалекти или западно-македонски говори, централните говори поточно, на линијата на градовите Велес, Прилеп и Битола, Охрид и така натака. Зошто баш западно-македонските говори? Затоа што тие се централните го завземаат централното место во Македонија. Па според тоа нели се и литературно најчисти. Колку одиме по на север, по на југ, јазикот се меша со околните балкански јазици. Колку одиме по на север, например, нашиот јазик добива примеси од српскиот јазик, така што не е чист, влегуваат во јазикот, значи србизми. Колку одиме по на исток, влијанието од бугарскиот јазик е поголем и така натака. Нормално е оние делови кои што се наоѓаат во централниот дел на Македонија да имаат една изворна основа, да бидат најчисти и како такви треба да бидат земени нели за основа на нашиот иден литературен јазик. Сега, продолжување на идејата на македонистите, значи за залагањето на македонистите централните говори да ни бидат нас литературни всушност, се македонските интелектуалци кои што се собрани околу списанието Лоза, начело со Петар Попарсов, познати се под името на лозарите, кои што вршат некои измени во нашиот правопис. Значи ги упростуваат, правописот го упростуваат, ги отфрлаат некои старословенски ерови, носовки и така натака, кои што веќе не биле во употреба. Се до појавата на Крсте Петков Мисирков, со кого да речем дека се заокружува прашањето за македонскиот литературен јазик. Сега доаѓаме нели до нашата нова лекција Крсте Петков Мисирков и неговиот животен пат. Па да почнеме од почеток. Крсте Петков Мисирков што се представува за нашата нели национална историја? Прво, тој представува прв доктор кој што е сериозно учен, нели и дипломиран на Московскиот универзитет. Основоположник на македонската национална историска наука. Тој е филолог, славист, писател, преведувач. Издавач и редактор на првото македонско списание за наука, литература и политика. Тој е историчар, аналитичар на национално-политичките проблеми, публицист, етнограф, собирач и проучувач на македонското народно творештво, автор на првата книга во која што се поставува прашањето за македонскиот литературен јазик, прв кодификатор, односно основач на кодификацијата на македонскиот литературен јазик и правопис, основоположник и активен учесник во македонските научно-литературни и национално-политички друштва, односно другарства, кои што се формирале во Белград, Санкт Петербург, Одеса и Софија, раководител на тајната македонска одринска организација, односно на ТМОК, неуморен борец за македонската национална самобитност и највлијателна личност на нашиот македонски 20 век. Роден 1874 година во село Постол, Егејска Македонија, односно тогашна и денешна нели античка Пела, во многу сиромашно семејство, основното образование, односно само 6 класа, го завршува во родното место на грчки јазик, меѓутоа поради немање на материјални средства, само по неколку години мора да направи нели пауза во училиштето, односно во школувањето. Тогашната српска пропаганда, односно тогашниот живее во период нели кога балканските пропаганди врз македонскиот народ се исклучително силни, исклучително јаки, под влијание на српската пропаганда, му е понудено, односно Српското друштво Свети Сава му е понудена стипендија да може да учи бесплатно во Белград.
Сваќајќи тој заминува во Белград, нели, и во нивното училиште, меѓутоа сваќајќи ја асимилаторската српска политика, учествувал во немирите кои што ги предизвикуваат македонските стипендисти и затоа за таа цел морал да го напушти Белград. Од Белград заминува за Софија, надевајќи се дека таму состојбата со нели македонците ќе биде поинаква, меѓутоа и таму го дочекува слична ситуација. Како што во Белград е натеран, односно е приморан за да може да учи да се потпише како србин, во Софија е приморан да се потпише како бугарин. Се враќа повторно во Белград, разочаран нели од состојбата и во Софија, и се запишува во прва година како семинарист на Богословско-учителската школа. Меѓутоа, целта на богословијата не е воопшто нели да обучи македонци и така натака, туку македонските ученици да ги подготвува за српски свештеници, кои што кога ќе се вратат во Македонија, ќе работат за српските интереси. И таму нели се појавува бунт во училиштето, пошто училиштето е затворено од бунт на македонските ученици, училиштето бива затворено, македонските ученици се распрскани, се растурени широм Србија и така натака по внатрешноста на Србија да го сузбијат нели тој македонски национализам и така натака. И од таа причина Мисирков се наоѓа во Шабатска, каде што го завршува 4-тиот клас гимназија. Потоа повторно се враќа во Белград, каде што решил повторно да се запише, ама сега во друго средно училиште, во Белградската учителска школа, која што ќе ја заврши целосно во 1895 година. Таму ја оформил ученичката дружина, наречена Вардар, во 1895 година, која што представува еден вид на продолжување на дејноста на лозарите кои што се појавуваат во Софија. По завршувањето на учителската школа, наместо му одредила работно место нели во Приштина како учител, меѓутоа тој тајно се префрлува во Одеса и со намера да студира во Русија. Бидејќи не му го признале средното училиште таму, тој морал уште 2 години да учи духовна семинарија. Потоа, по сите овие маки, нели, запишува медицински факултет во Петроград, а во 1897 година се запишува на Историско-филолошкиот факултет. Вклучувајќи се во една петроградска студентска средина, Мисирков станал многу активен. Напишал еден блескав реферат под наслов за значењето на моравското или ресавското наречје за современата историската етнографија на Балканскиот полуостров. Потоа, нели по ова се враќа во родното место, односно во родното село Постол, се запознал потемелно со македонското револуционерно движење таму, во исто време собрал богат фолклористичен материјал, етнографски, топографски материјал, кој што подоцна ќе го објави. Во 1900 година во Петроград го основал тајниот македонско-одрински кружок или ТМОК, кој што е нели основа на ВМРО, понатамошната ВМРО. Во 1902 година со Димитрија Шуповски, Димов, Константиновиќ и други го основаат Македонското студентско друштво. Во 1903 година тоа студентско друштво прераснува во Македонско научно литературно другарство, наречено Свети Климент. Членовите на ова другарство имале за цел да испраќаат барања пред се до руската влада, меѓутоа и до владите на останатите европски држави, бидејќи во Русија се наоѓаат голем број на конзулати од европските држави, да се признае правото на самобитност на македонскиот народ, на самостојност на македонскиот народ, на правото за свој литературен јазик, правото за обновување на Охридската архиепископија и слично, односно за актуализирање на македонското прашање во целост. Со студијата кон прашањето за народноста и причината за популарноста на македонскиот крал Марко како своја дипломска работа во 1902 година Мисирков брилијантно го завршува факултетот. Го напуштал Петроград, добил служба во Битолската гимназија во која што се вработил како екзархиски професор. Односно како намесник на бугарската влада, фактички професор, пратен од Бугарија. Работел за отворање на македонски училишта. Комуницирал со рускиот конзул Ростковски, со кој што били нели пријател. Меѓутоа, Ростковски е познат како заштитник на рајата, заштитник на христијаните, а со самото тоа нели непријател на турските власти, така што нели тие го убиле. Мисирков со мртвото тело на конзулот се враќа во Петроград и тогаш во тој период нели избувнува и Линденското востание во кое што Мисирков лично не учествувал.
Во Петроград ја подготвил својата книга, својата култна книга, нели, по кој што е тој денес и славен и познат и многу ценет во македонската историја и во македонската литература и во Македонија, нели, воопшто како еден од влијателните личности на почетокот на нашиот 20 век. Книгата се вика, односно насловена е За македонските работи, ја оставил во Софија да се отпечати. Тогаш му се придружува на Војдан Чернодрински и со неговата театарска група ја поставуваат на сцена драмата на Војдан Чернодрински Македонска крвава свадба во неколку градови на Србија, односно во Србија. На вашите екрани ја имате насловната страна на Македонска крвава свадба, како и нели една сликичка на екранизирана форма на Македонската крвава свадба. Можам да кажам дека драмата Македонска крвава свадба доживува огромен успех секаде каде што е поставена на сцена. Мисирков на сите можни начини нели се трудел да одржи говори пред или по драмата и така натака, во кое што ќе го спомнува и актуализира македонското прашање, поради што нели и е прилично негативно примен од на разноразните бугарски и српски нели политиканти. Во Белград отворено зборувал за македонското национално прашање, нели што било остро пречекано од српскиот печат. Кога се вратил во Софија да си ја подигне отпечатената книга за македонските работи, која што е оставил нели во Софија да се отпечати, таа била откупена од тогашните власти и изгорена, а од списанието, односно од изданието се спасиле и зачувале само мал број на примероци. Следел организиран напад врз Мисирков, по кој што бил присилен да ја напушти Бугарија. Токму поради неговите нели отворени размислив за македонскиот литературен јазик, за македонското национално прашање, тој го добива статусот на персона нон грата, така што ќе биде присилен да ја напушти Бугарија. Од Бугарија заминува за Русија. Го прифатил професорското место во Берегјанската гимназија, тогаш се зафатил со подготовки за објавување на списанието Вардар и за таа цел се префрлува во Одеса. Поради финансиски недостаток, списанието се отпечатал само во еден единствен број во 1905 година, меѓутоа како и да е, тој единствен број нели содржи драгоцени материјали кои што се напишани на македонски јазик. На вашите екрани го имате нели списанието Вардар, како тоа изгледа, една страница нормално. За време на Првата Балканска војна бил воен дописник во Јужна Македонија, а веќе во 1913 година се вратил во Петроград, каде што се придружил на македонската колонија, која започнала да го издава списанието Македонски голос, односно Македонски глас, на руски нормално. Мисирков објавувал под свое име, меѓутоа објавувал текстови и под псевдонимов К. Пелски. За време на Октомвриската револуција, 1817 година нели во Русија, е избран за пратеник во земскиот одбор на Бесарабија. Како противник на присоединувањето на Бесарабија кон кралството Романија, го протирале во Одеса. Оттаму се вратил во Софија, каде што било неговото семејство, сопругата и синот. Поради неговата дејност, секако не бил добредојден, но сепак добил работа во етнографскиот музеј во Карлово. Потоа побарал работа и во кралството на СХС, тогашното нели Срба, Хрвата и Словенаца, кралството на србите, хрватите и словенците, но не добил одговор. Под закана дека ќе биде ликвидиран, се разболел и умрел на 26 јули 1926 година во исклучително мизерни финансиски околности, без никакви средства кои што може да им ги остави на неговите најблиски. Сега да зборнеме збор 2-3 нели и за неговото дело, за грандиозното дело за македонските работи, како што кажав претходно, објавено во Софија 1903 година, запленето и веднаш запалено, меѓутоа од кое што се сочувани неколку примероци кои што дошле до рацете и на Рацин и на Неделковски своевремено, така што представуваат една култна книга во почетокот на, односно крајот на 19 век и почетокот на 20-тиот. Делото за македонските работи е составено од еден предговор, значи вие на вашите екрани ги имате насловите на сите 5 статии кои што се вклучени нели во книгата, меѓутоа се пишани на оригинален јазик од тогашниот период, нели како што пишувал Мисирков, малку за денешни услови и за денешно време нели е неразбирлив, меѓутоа во голема мера ние содржината можеме да ја дознаеме. Јас ќе ви ја прочитам, а потоа нели ќе ги преведеме што тие всушност значат.
Значи, предговор, создавена од предговор. Првата статија носи наслов «Што направивме» и што треба да направиме за однапред. Втората статија носи наслов «Имат ли се нужда од македонски национални научно-литературни другарства?» Третата статија носи наслов «Националниот сепаратизам, земјишчето на кое се имат развиено и ќе се развијат за однапред». Четвртата статија составуваат и можат ли Македонија да составуваат од себе одделна географска и политичка единица. И последната статија, која и за нас македонистите нели е најважна, неколку зборови за македонскиот литературен јазик. Значење на оваа книга нели за македонските работи. Зошто е таа важна и зошто ја учиме и зошто е нели Мисирков толку посебен за нас, македонците? Прво, се појавува како политичка анализа на положбата на македонскиот народ. И всушност представува една предлог програма како треба да се движи македонското народно-ослободително движење за ослободување од турското робство, за добивање на своја автономна држава, свој суверенитет и така натака. Таа представува своевидна анализа за неуспехот на Илинденското востание. Мисирков во своите статии, кои што ги прочитавме нели пред малку, го објаснува својот став зошто не успева Илинденското востание, зошто е тоа прерано кренато, зошто е така угушено и така натака, значи зошто кои се причините поради кои што ние не успеваме да се ослободиме од турците во тој период. Во овие 5 статии, Мисирков ја разоткрива асимилаторската политика на соседните земји насочена кон македонскиот народ и против македонскиот јазичен, културен и етнички идентитет. И во последната петата статија, неколку збори за македонскиот литературен јазик, тој дава теоретска основа, значи како ние треба да го стандардизираме идниот македонски литературен јазик. Освен ова дело нели за македонските работи, Мисирков е познат по тоа што во многу весници широм Русија, широм тогашна Бугарија и така натака, значи објавува во тогашните весници, е многу активен на новинарското поле, се изјаснува како публицист. Едни од неговите нели поважни статии се антируските демонстрации во Софија, Македонија и славјанството, македонска култура, борба за автономија, македонскиот национализам, самоопределувањето на македонците и така натака. И од самите наслови нели може да се заклучи дека станува збор за една литература која што е наменета за признавање на македонскиот идентитет, националност и така натака, како одделен јазик, како одделен народ и од бугарите, и од србите, и од грците. Бугарски погледи. Нормално, како и целиот наш 19 век, па дури и подоцна, нели, во Бугарија Мисирков го сметаат за бугарски филолог и покрај фактот што тој бил исклучително македонски настроен, покрај тоа што бил македонист, и јавно се залагал за македонската националност и култура. И покрај фактот што нели трпел разни реперкусии од страна на бугарските власти, прогонувања, често пати и изгонување од местото и од нели работните места на кои што бил назначен и така натака, тој самиот во неколку наврати се нарекува македонски бугарин, меѓутоа тоа не означува дека е тој бугарин по националност, туку баш напротив, се означува како македонец кој што има само бугарско државјанство, бидејќи работел како бугарски представник, нели? Меѓутоа до смртта живеел во Бугарија и со тоа се покажува дека е државјанин на бугарската држава, меѓутоа е македонец во етничка смисла. И ова е неговата нели мисла која што честопати можеме да ја сретнеме и да ја препрочитаме. Тоа е еден цитат од книгата за македонските работи. Ова долу ви е подписот на Крсте Петков Мисирков и една од неговите последни фотографии. Свеста и чувството дека сум македонец треба да стојат повисоко од се друго на светов. Македонецот не треба да се слева и да се обезличува живеејќи меѓу бугари и срби. Ние можеме да ја констатираме блискоста на србите и бугарите и македонските интереси, но се треба да биде оценувано од македонско гледиште. Тоа беше животниот пат на Крсте Петков Мисирков и мал осврт нели на неговите дела. Пред вас е една чек-листа за самооценување. Доколку внимателно ме следевте, можете да одговорите на следниве прашања со не, да или делумно.
Првото прашање гласи вака. Дали сметам дека солидно ја сватив оваа наставна единица? Второто прашање. Дали можам накратко да објаснам кој бил Крсте Петков Мисирков? Третото прашање. Дали го знам насловот на неговата книга? Четвртото прашање. Дали знам во која статија ги објаснува своите ставови за македонскиот литературен јазик? И под број 5. Дали можам да наведам наслови на некои списанија во кои што објавувал, односно на кои што работел Мисирков? Доколку можете да одговорите на повеќето прашања со да или со делумно, вие солидно сте ја усвоиле новата лекција. Задача за дома. Обидете се да прочитате делови од книгата за македонските работи, посебно од 5-та статија неколку зборои за македонскиот литературен јазик и поопширно да се запознаете со ставовите на Мисирков за македонскиот литературен јазик. Впрочем, денешниот на наш институт за македонски јазик го носи токму неговото име Крсте Мисирков. Толку за денес. Благодарам на вниманието. До следното видување. Довидување.